Гостин во овие поенти е Михајло Маневски, поранешен министер за правда. Добар ден, благодарам што ја прифативте нашата покана. Добар ден, благодарам што ме повикавте. Господин Маневски, јас и во најавата кажав дека вие бевте министер за правда баш во тие години кога се носе измените на законите за јавни обвинители. Знаеме дека со секоја промена на власта, така било од независноста на Македонија, се менува и обвинител. Првата работа што ја прави новата власт е да го смени јавниот обвинител. Веројатно сметаат дека треба да си постават свој човек. Вие по препорака на Европската унија, ако не се лажам, во 2007 година направивте измени на законите со цел да се стави крај на таква пракса и јавниот обвинител да не чувствува притисок од извршната власт. Сега ве гледаме дека заев доаѓањето на новата влада повторно првата битка во правосудството ја води токму со јавниот обвинител и бара негова оставка или негово разрешување како и да е. Како гледате на целиот овој процес? Мислам дека долго време се води една хајка против правосудството со барање на генерален реизбор на судиите, а сега многу интензивно со барање на оставка од страна на јавниот обвинител Марко Зврлевски, од страна на владата на Република Македонија. Значи, во еден подлог временски период, судството и обвинителството се земени во фокусот, се наоѓаат во фокусот на вниманието, заради определени цели кои што треба да ги постигне СДСМ. Мислам дека не треба да заборавиме дека после донесувањето на стратегијата за судски реформи од 2007 до 2011 година буквално се донесени сите реформски закони од областта на судството. Почнувајќи еве сега од првите закони кои што се донесени во 2007 година, тоа е законот за јавното обвинителство и законот за Советот на јавни обвинители. Значи, комплетно нов закон за јавно обвинителство и комплетно нов закон за Совет на јавни обвинители, кои што беа по препорака на Европската унија и тие беа дел од стратегијата и од бенчмарковите за влегување на Република Македонија во исполнување на критериумите за влегување на Република Македонија во Европската унија. Ние тогаш користевме поддршка, имавме поддршка и од странски експерти, имавме поддршка и од највисоките тела на Советот на Европа. Многу долго време работевме на законот за јавното обвинителство, некаде околу една година. Консултиравме многу експерти, тие експерти што ги консултиравме, кои што и доваѓа и во Република Македонија заради правење токму на закон за јавно обвинителство кој што ќе ги задоволува највисоките стандарди, тоа е јавниот обвинител за корупција и антимафија на Италија, господинот Мандои, а потоа од кога ги подготвивме законот за јавното обвинителство и законот за Советот на јавни обвинители, Министерството за правда ги достави до Венецијанската комисија на мислење. Венецијанската комисија, како министер за правда, мене ме повика на 16 март 2007 година, каде што на седница на комисијата беа разгледани 4 закона што ги достави Министерството за правда, тоа е законот за јавното обвинителство, законот за Советот за јавни обвинители, изборниот законник и законот за црква, верска заедница и религиозна група. Значи, законот за јавното обвинителство и законот за Советот на јавни обвинители добија исклучително позитивна поддршка од страна на Венецијанската комисија. Господин Маневски, што се измени, како беше до тогаш и како е сега? Значи, се измени начинот на изборот на јавните обвинители. Значи, порано обвинителите ги бираше Собранието на Република Македонија. Значи, со основањето на Советот на јавни обвинители, значи Советот на јавни обвинители ги избира јавните обвинители, а само Собранието на Република Македонија на предлог на владата го избира јавниот обвинител на Република Македонија. Тоа е една од работите. Втората работа е тоа што јавните обвинители се веќе избираат без ограничување на време траењето на мандатот. Значи, тој мандат ги е траен, така што сите работи што беа преземени токму поради тоа да не јавните обвинители со избор на секоја нова влада да доаѓаат и да бидат предмет за отстрел заради одредени цели што треба да се постигнат. Обвинителите во обвинителствата, не и за државниот обвинител. Марко Зврлевски во конкретниот случај. Значи, најголемата расправа што ја имавме кога го донесуваме тој закон, сакам да ви кажам дека да доловам таа атмосфера,
околу 2 месеца имавме имаше неколку лидерски средби во клубот на пратеници со председателите на сите политички партии, каде што одредба по одредба се чешлаа токму овие закони, законот за јавното виделство и законот за Советот на јавни обвинители. Тргајќи од тоа дека при изборот на секоја влада да не се менува јавниот обвинител, ние ставивме тука критериуми кои што гарантираат дека нема неосновано да се води постапка за разрешување на јавен обвинител. Значи, законот пропишува процедура, пропишува постапка за тоа како може и врз основа на што може да се покрене постапка за разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија. По предлог на владата и по иницијатива на Советот на јавни обвинители. Меѓутоа, ако Советот на јавни обвинители даде иницијатива за разрешување на јавниот обвинител, тогаш треба да има, значи треба да бидат утврдени, да бидат наведени причините, околностите, фактите. Значи не може само еден предлог да се поднесе формален, да се каже несовесно или тоа ми е зборот, затоа го спомна Советот на јавни обвинители, значи едно барање, еден предлог за разрешување треба да содржи факти, утврдени факти, докази дали јавниот обвинител ја извршувал функцијата совесно, стручно, совесно и така натаму. Ние за еден збор во овој член 44 водевме расправа скоро еден дел каде што нарековме дека за разрешување на јавниот обвинител нестручно и недоволно совесно. За тој збор недоволно, кој што го вметнаме заради тоа да не секој може да оценува дали стручно или нестручно. Еве јас ќе ви кажам. Како нестручно може да се врши функцијата од страна на јавното обвинителство на Република Македонија, на чие чело е Марко Збрневски, кога од 2013 кога он е именуван со мандат од 6 години. Со мандат од 6 години, значи он е 2013, значи кога во ова од 2013 до 2014 и 2015 година јавното обвинителство на Република Македонија годишно имало во работа некаде од 31 до 39.000 кривични пријави. На годишно ниво се поднесувани некаде од 12 до 15.000 обвиненија. Значи тоа се главните забелешки на СДСМ како опозиција и сега СДСМ како власти дека работел пристрасно, дека не ги гонел функционерите на власта, дека ги гонел само тие од опозицијата и за тоа беше формирано и специјалното јавно обвинителство по барање на тогашната опозиција, а црпат легитимитет и во барањата и во забелешките од Европската унија и токму во овие извештаи на Прибе. Па токму во тоа е поентата. Значи поентата е во тоа дека при приводот за разрешување на јавниот обвинител Марко Збрневски дали се поаѓа од општествени, од фактички или се поаѓа од лични причини. Да го спомнам само случајот Пуч, кој што година дена го држеше специјалното јавно обвинителство и кој што заврши така како што заврши со овој откажување од казнено гонење. Дали таа судбина ќе има и случајот Подкуп, кој што повеќе од една година има правосилен обвинителен акт и кој што 11 пати се одложува одложување кое што нема законска основа за одложување на тоа судење. Дали се очекува и на тој начин сега да се постигне и друга цел да се ослободи од тоа казнено гонење. Значи не е сега само во прашање функцијата само на Марко Збрневски, функцијата е на општеството. Значи општеството се штити од криминал преку функциите што ги остварува јавното обвинителство, судовите, инспекциите и другите органи. И сега ние не можеме да го земеме само на мета јавниот обвинител Марко Збрневски, за кој денеска вие чувте какво мислење има Советот на јавни обвинители. Па сели оваа држава е пристрасно и сели е против оваа политика на СДСМ, па се да не чини она што го работила до сегашната власт, само овие работи што тие намераваат да ги направат, само тие ќе доведат до тоа да имаме правна држава, да имаме владење на правото. Какво владење на правото? Како се започна? Прво се започна со закани, заплашувања, се започна со насилие, со насилство. Со насилство не се гради правна држава. Правна држава се гради со институции кои што ќе бидат спремни и подготвени да го применуваат законот и да ги применуваат нормите од законите што ги донесовме. Ние не можеме да кажеме дека немаме закони. Еве го извештајот на Прибе и сега го најавуваат извештајот на Прибе како извештај кој што е како да кажам некако да е нешто од света книга или не знам што. Сите мафтаат со тој извештај на Прибе, а ја мислам дека тие 90% нити го прочитале, него само Прибе. Еве што говори извештајот на Прибе по однос на функциите на јавното на правосудниот систем во Република Македонија. Прво, земјата поседува сеопфатен збир на правила. Тоа е едно. Второ,
високо квалификовани и искусни суди, обвинители и судски персонал. Третата работа на која што укажува Приве, поефикасна примена на овие норми што се содржани во законите. Значи ние не можеме да гледаме само Јас давам врска со назначување, напредување и разрешување на суди и обвинители. Тука дека треба понатамошни реформи. Па ја бидејќи сум сведок на тоа, бидејќи од 2006 до 2011 година бев и член на судскиот совет и бев и член на советот на јавни обвинители. Значи во времето од 2006 до 2011 година од страна на судскиот совет под проведена постапка заради направени одредени нерегуларности или повреда на законот од страна на судија и така натаму, значи ние тогаш сте разесени 42 судии. Меѓутоа во времето од 2011 до 2017 нема никакви скоро разрешувања. И сега, знаете од какви приговори доваѓаат од Европската комисија. Како можеше од 2006 до 2011 толку постапки да бидат проведени, а сега за овој период нареден од 6 години да не биде спроведена ни една постапка, што очигледно дека состојбите очигледно се менуваат, затоа и Приве повторно доаѓа, веројатно овој извештај од 2015 ќе биде надограден или модифициран на некаков начин. Господин Маневски, ја слушнав изјавата на Аневски, на првиот човек на Советот, доколку таа го рефлектира генералното расположение таму, очигледно дека нема да го поддржа тоа барање на владата за разрешување, што во таков случај што предвидува законот кој, како што рековте, е донесен 2007 година, бил поддржан тогаш од Европската унија и од Венецијанската комисија. Па мислам дека уште го нема ни Советот на јавни обвинители предлогот на владата, да се види што тој предлог содржи. Предлогот не може да содржи само нестручно и само дека незаконско и ненавремено извршување. Тоа е недоволно. Значи тоа мислам дека тоа е неуреден предлог, нити тоа е сериозен предлог. Значи за да биде предлогот на владата за разрешување на јавен обвинител, треба да содржи факти и аргументи. Зошто? Не е доволно да се каже несручно и несовесно, тоа ништо не значи. Значи несовесно постапувал во такви случаеви, селективно гонел или не знам што правил, тоа треба да биде документирано, а не само едно обично наведување на одредбата од законот и да се смета тоа како предлог. Тоа не е предлог. Во таков случај мислам дека Советот на јавни обвинители во никој случај не може да даде позитивно мислење или негативно. Советот може да даде позитивно или негативно мислење. Меѓутоа Советот мора да го сослуша јавниот обвинител, мислам да му го достави барањето, да може тој да се произнесе. Јавниот обвинител има и право да присуствува на седница на собранието и да го образложи своето мислење по однос на предлогот за негово разрешување, токму заради овие факти кои сега ги говориме, што му се става на товар сега на Марко Зврлевски, по чија мерка не е по мерка на СДСМ, не е по мерка на ЗАЕП, по чија мерка не е или по мерка на граѓаните. Советот на јавните обвинители е највисокото тело кое што ја цени работата на јавното обвинителство и работата на јавниот обвинител. Видовте какво мислење има председателот на Советот на јавни обвинители, тој е долгогодишен обвинител, како и мене, јас сум 28 години јавен обвинител, 12 години сум бил во јавното обвинителство на Македонија, значи на сите нивоа обвинител. Така да, кога се посегнува по тоа да се разрешуваат стручни кадри, треба да им се каже зошто се разрешуваат, а не само да им се стави, да им се залепи една етикета дека вие сте непристрасни, несовесни, нестручни и така натаму и тие да останат со тоа разрешени за да може да дојде да се избере јавен обвинител по мерка на власта која сега доаѓа и која што ја врши. Прчевски со Ставле така беше и со Прчевски, со Ставле Џиков, со Стеван Павлевски, значи токму овие измени беа заради тоа да се прекине ова. Мислам дека ова практика ја нема никаде во ниједна земја во Европа. Нова влада одма ударот ќе биде по јавниот обвинител и ударот да биде сега генерален реизбор на судиите. Што доколку не добие позитивно мислење од Советот, дали во таков случај собранието може да го разреши извршување? Значи владата е должна заедно со предлогот за разрешување на јавниот обвинител да го достави и мислењето на јавниот обвинител. Дали е позитивно или негативно, ето она е должна да го достави. Меѓутоа ова мислење на Советот на јавни обвинители не е обрзано за собранието. Може да врши влијание. Не е sejedno сега по еден предлог на владата највисокото тело на јавните обвинители кои што се избрани од страна на јавните обвинители да даде едно негативно мислење и како тоа негативно мислење сега ќе се презентира пред пратениците
Ево, тоа тело кое што е надлежно да дава соодветно мислење, дава негативно мислење, а сега од каде пратениците имаат сознание за тоа како работел Марко Зврлевски врз основа на овие политички инсинуации што цело време се кружат, каде што се вршат неосновани напади, каде што се измислуваат работи кои што не произлегуваат ни од никакви факти. И сега ако спомнуваат прислушуваните разговори, го имаше и таму и Марко Зврлевски. Знаете што, со тие прислушувани разговори, мислам дека веќе се ближи крајот на тие прислушувани разговори. Ќе видиме, ќе истрпиме уште овие 15-20 дена колку што има до 30 јуни, кога што специјалното јавно обвинителство повеќе не може да поднесува ни да покренува постапки, ни да проведува истраги. И каде што е должно да ја извести јавноста. И не смее да отвара повеќе било какви случаи да прислушкува разговори. Како што не сега слушам деновиве дека специјалното јавно обвинителство и понатаму ќе ги врши прислушкување на разговорите во чие име и за кого ќе оправи тоа. Па такво овластување нема ни во законот за специјалното јавно обвинителство. Тие материјали кои што се навоѓаат во специјалното јавно обвинителство треба веднаш да бидат уништени. Тоа ќе биде во интерес на граѓаните на Република Македонија, ни еден граѓанин да не стрепи дали утре ќе слушне или ќе биде предмет на одредена уцена, предмет на закана и така натаму. Значи, тоа се работи за многу сензитивен материјал и граѓаните на Македонија не можат да се држат во заложништво со такви материјали. И затоа и законот за следење на комуникациите и законот за кривичната постапка пропишуваат постапка за ништење на тие материјали. Меѓутоа, јако веќе неколку... Господин Мајски, тоа е друга тема. Да се вратиме околу Марко Зврлевски. Знаеме дека ставот на опозицијата генерално, претпоставам дека доколку биде мислењето негативно, тие го сметаат за пристрасен фактички и целиот совет на јавни обвинители сметаат дека и тој е близок до сегашната власт. Денеска се појавија во медиумите одредени информации дека може собранието да им го прекине и нив мандатот, па да треба да се бира цел совет. Дали е ова можно, изводливо и дали е според законот и уставот? Тоа ќе биде тотален упад во еден судски систем, а која е таа држава која што ќе претендира да биде правна држава, а на оваков начин да постапува со институциите што се градени согласно законите. И институции кои што добивале позитивни оценки од тоа собрание. Секоја година собранието ги разгледува извештаите и на Советот на јавни обвинители, и на Судскиот совет, и на Јавното обвинителство на Македонија. Значи, собранието само до себе треба да се стави сега во една позиција, да се негира заради тоа што тие извештаи и на Совет на јавни обвинители добивале позитивни оценки во расправата пред собранието били усвојувани од страна на собранието. Така да, ова се, не знам како да ви кажам, овакви идеи, ја не знам на кого му паѓаат на памет вакви идеи, или како што е да го растури судството, како што се говори, еве сега да се растури Советот, Судскиот совет, како ќе се растури Советот на јавни обвинители кога членовите на Советот на јавни обвинители се избрани непосредно од страна на самите јавни обвинители, најголемиот број, 11 члена број, меѓутоа од тие 8 се избрани од страна на јавните обвинители. Значи, некој треба да им го зеде правото на сите јавни обвинители во Република Македонија и тоа право кој што им го дал законот, да ги бираат членовите на Советот на јавни обвинители, да може да им го некој узурпира и да каже, извинете, тоа право ваше повеќе не важи, членовите на Советот на јавни обвинители ќе ги разрешиме со закон или со устав, како ќе ги раздржат, не знам. Меѓутоа, некогаш се пласираат многу идеи дека што ќе се прават и како ќе, ама не се кажува како ќе се направат, како може тоа да се направи. Ја не можам да бидам умен. Да велат дека таков закон може со 61 пратеник да се измене законот и да се укине мандатот. Така пишуваше, не се оградува. Пратеник може све да се направи. Меѓутоа, за кого тоа ќе биде 61 пратеник? Тоа мнозинство во собранието не значи и волунтаризам на постапувањето или постапувањето надвор од рамките на уставот и законите, надвор од уставот. Како тоа може да биде постапување и тие пратеници немаат неограничени права, затоа што тие имаат пренесени права од страна на граѓаните и тие треба да водат највише сметка за тоа да го почитуваат уставот и да ги почитуваат законите. А 61 глас е 61 гласи и тие со 61 глас можат да донесат секој закон кој што не е двотретински. Меѓутоа, за среќа пак ќе кажам,
најголемиот број, некаде околу 10 на 15 закони од областта на судството се двотретински закони. И овој закон за јавно обвинителство е двотретински закон. Двотретински закон не може да се мени со 62 пратеника. Така што мислам дека треба да се води сметка и за реалните состојби, и за реалните потреби, но треба да се води сметка и за уставните одредби, затоа што Уставот ги гарантира слободите и правата на граѓаните. И сега пратениците се тие кои што треба да го почитуваат тоа и тие да постапуваат во рамките на нивните овластувања. Ако имаат 2/3, може да го разрешат и Советот на јавните обвинители, може да го изменат и Законот за јавно обвинителство. Па и Уставот, со 2/3 се менува. Меѓутоа тие тоа мнозинство го нема. Брзо ни поминува времето. Господине Маневски, реков ова е првата битка на новата влада, битката со Марко Зврлевски, но не е и последната. Најважната битка ќе биде со судството. Најавуваат дека реформите во судството, како што велат на оваа реформска влада, ќе бидат едни од приоритетите. Се најавува генерален реизбор на судиите. Го споменавте вие неколку пати. Синоќа премиерот Заев во интервјуто што го имаше во МТВ со повеќе новинари и уредници најави дека тоа ќе го прават експерти, домашни и странски. Претпоставувам дека и овие ангажирани од Европската унија на Рајхард Прибе ќе имаат дел од таа улога. Како гледате на тој процес? Дали може да се изведе фер и транспарентно за јавноста да биде убедена дека нема да има никаква освета или реваншизам и дека нема да се инсталираат партиски кадри за што се обвинува претходната власт? Како се движат работите, ова не може да биде нити фер, нити законито. Затоа што судството се гради врз основа на Законот за судовите и Уставот. Значи, највисока власт, судството е судска власт. Не може извршната власт сега да руши судската власт. Двотретински закон е Законот за судовите. Како законот за Советот на јавни обвинители, законот за судскиот совет, законите други што се однесуваат на водењето на постапките и така натаму. Тоа се двотретински закони. Не можат да ги променат тие закони и тие состојби заради тоа што тоа се заснива врз основа на Уставот. Уставот наведува дека Законот за судовите се донесува со 2/3, Законот за јавното обвинителство со 2/3. Може ќе побарат поддршка од ВМРО ДПМН, може да ќе ја добијат. Законот за кривична постапка, законот не верувам у тоа, затоа што кога ги носевме овие закони, ние обезбедивме, јас повеќе од мојот мандат траеше 5 години. Верувате, 2 години, 2,5 години ги помина по собраниските клупи да ги бранам овие закони. 158 закони се донесени во мојот мандатен период, од кои најголемиот број на закони се од областта на судството, некаде околу 100 закони и 50 закони од областта на политичкиот систем, управата и други закони. Така што мене ја имам искуство и со законите и во овој мандатен период и во претходниот мандатен период, каде што судството со тие закони што ги донесовме, го направивме да е ова денеска јажуно и ефикасно, да се наоѓа Република Македонија по однос на квалитетот, функцијата на судството на високата скала меѓу државите земји членки на Советот на Европа. А какво беше преди 10 години судството со 1.500.000 предмети, со милион предмети нерешени? Сега минатата година знаете колку има нерешени предмети во судовите? Само 119. Добро, пак ќе речем не е тоа главната забелешка. Главната забелешка е дека биле пристрасни во одредени случаи одлуки. Очигледно постои таква перцепција кај дел од јавноста и во Македонија и во меѓународната јавност и треба да се направи нешто за да се победа. Ја не знам дали сте чуле вие некој приговор за некој друг суд, освен за судот во Скопје. Да речеме во Битола, во Пошти, во Струмица. Па неверојатно тука се главните случаи организиран криминал, политика. Организиран криминал и затоа ние, значи во Законот за судовите кога го изменивме, некаде 2008 година оформивме едно оделение за гонење на дела на организиран криминал и корупцијата. А во претходниот закон од 2006 година што беше донесен, имаше 5 такви оделенија. Меѓутоа сега има едно такво оделение и сега слушам дека се заговара дека ќе се формира специјално оделение за гонење на делата во специјалното јавно обвинителство. Тоа е апсолутно невозможно. Со 2/3 мнозинство треба да го менат Законот за судовите. А ова што говорите за ВМРО ДПМН дека ќе поддржи некој од тие или не ќе поддржи, мислам дека ВМРО ДПМН и владата и коалицијата што беше во собранието, ако во некои реформи вложи огромен труд, тоа се судските реформи, покрај не говорам сега она што е економската сфера и така натаму, меѓутоа во судските реформи, во реформите на управата, на јавната администрација, тоа се показателите со кои Република Македонија можеше да се гордее, а не сега
само се изнесуваат некои негативни примерчиња кои што да фрлат лага на целото судство и на сите суди, честни суди кои што животот го оставија таму во судниците или јавни обвинители кои што седат за еден предмет седат по 20, 50, 60 дена секој дневно по 10-15 сата. Тоа никој не сака да го слуша, не сака да го говори или да напише една пресуда 300-400 страници. Нека напише 4 страници да видат како е тие критичари, а не да напишат 400 страници. Значи, ние не можеме едностранно да го гледаме. Ова е страшно негативно мислење. Мислам дека ова влијае негативно и кај самите извршители на судската функција. Тие треба да се охрабрат, тие со гордост треба да гледаат напред во вршењето на функциите што им ги дава Уставот и законите. Секако дека во ниедна работа нема каде што нема и одредени проблеми, одредени недоследности и така натаму, меѓутоа тоа во од со едукација, со владувањето на новите техники, со финансиската поддршка и така натаму, каде што тоа сето ќе се уредува на друг начин. И ние многу грешиме како држава. И кога ќе дојде нова влада, почнува од буквата А. Еве и сега ова почнува од буквата А. Почнува тоа прво од јавниот обвинител, судовите. Прво тие се на нишан. Као да друго е се уред, а само овие институции треба да бидат детално променети. А во што да бидат променети и како? И ја да ви кажам право, синоќа бев многу изненаден кога се спомна, значи многу пати се спомнува позитивни практики во Европа, а не се кажуваше кои се позитивни практики во Европа. Синоќа чукме дека таа позитивна практика била некаде нешто во Украина или нешто што се правило сега во Албанија. Дали се направи генерален реизбор на судиите и на обвинителите во Словенија? Дали се направи во Белгија? Дали се направи во Германија? Во која држава во Европа е направен генерален реизбор на судиите? Па на тие луѓе ни на крај памет не им паѓа такво нешто како ние што сега сакаме да го правиме. Значи сето ова се прави со цел да се стави, да се изврши политички притисок пред судството. Овие закони што ги носевме и што сега се во функција, тие токму од тоа судството треба да се да не биде на нишан токму заради тие гаранции што ги пружаат овие закони. Сега ако на некој не му одговара, тоа е друга работа. Меѓутоа на граѓаните секако дека им одговараат и стручноста, и способноста, и независноста, и сите оние елементи што треба да значат владење на правото во една правна држава. Господин Маневски, благодарам што бевте наш гостин. Се разбира, ќе ги почекаме експертите на Европската унија. Ние сме земја кандидат за членство во Европската унија, секако мислењето нивно е важно. Ќе почекаме да видиме какви препораки и забелешки ќе дадат. Од тие експерти, како од типот на онен коите или не знам кои други експерти, не сме виделе многу фајде. И јас се надевам дека овие може да ги видат подобри, но на тоа многу ја не рачунам, заради тоа што ние во државата имаме и експерти, имаме и стручни лица, имаме и кадри кои што не се на пониско рамниште од тие експерти кои што треба да дојдат. Меѓутоа, некои од тие кадри секако дека го вложиле и својот труд и својот живот во градењето на овој судски систем и не треба на тој начин да им се прави арам таа работа што извршите. Ви благодарам уште еднаш. Фала и на вас.